Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Амин. Браќа архиереи и свештенослужители, господине градоначалниче на градот Скопје и градоначалнику на Ѓорче Петров, возлюбени во Господа, еве го дочекавме и овој голем ден. Во годината кога одбележуваме 45 години од возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, еве уште една радост, еве уште едно дело со кое го потврдуваме духовниот растеж и го оправдуваме настанот од пред 45 години, одлуката за возобновен, самостоен автокефален живот на нашата древна црква. Да се гради и изгради храм, да се приготви и уреди дом за живеалиште на Бога, значи Бога да го сакаме за свој сосед и сожител. А ова нова прекрасна населба, која го носи името на големиот наш војвода и цар Пирински, Јане Сандански, населба која по бројот на жителите е поголема од многу наши градови, ги имаше скоро сите објекти и институции потребни за жителите, имаше се освен храм. И еве даде Господ, го добивме прво изградениот и прво осветениот храм, добивме место за молитва, место за средба со Господа и Неговите светии, место за радост и утеха, место за сите генерации. А храмот е место каде што на христијаните им се случуваат најважните настани во животот. Во храмот се раѓаме духовно, во храмот растеме духовно, во храмот ги примаме потребните благослови за животот и во храмот се збогуваме со овоземното живење. Со еден збор за вистинските христијани, во храмот се започнува, во храмот се одива животот и тука завршува. Ако веруваме, ќе ја видиме славата Божја, како што и ветил Господ Христос на Марта, сестра му на Лазара четвородневниот. Тоа е она слава Божја што зрачи од ликовите на светите, тоа е она слава што им се дава на оние кои што го слават Бога по мерата на нивниот духовен раст и нивната морална снага. Тоа се оние свети мигови кога Бог ни изгледа сосема близу, кога сме исполнети со радоста на празнувањето, кога длабоко во себе го доживуваме настанот што го празнуваме. Во храмот за Божик се преселуваме во пештерата Витлеемска, на Велики петок ги доживуваме страдањата Христови, на Великден постануваме благовесници на радоста од воскресението Христово. Во храмот нема ден, нема време кога не се повторува и потврдува Христовата вистина и Божјата љубов. И никаде, како во храмот, нема да ја разбереме тајната на животот и светот, тајната на почетокот и крајот, на временото и вечното. Како и сите храмови по градовите и селата, што се наменети за тамошните жители, така и овој нов храм го наменуваме најмногу за жителите од овој дел на Скопје. Но покрај овој планирани се уште 3 храмови за кои се обезбедени локации и со кои верувам ќе се задоволат потребите од сакрални градви, од места за молитва во ова населба што постојано се зголемува. Но дотогаш во овој храм со помош на Светиот Дух нека биде место за духовно облагородување и морално надградување, нека биде место каде што ќе растеме во љубов
Каде што можеме да го молиме Бога да ни дарува и посилна, и поцврста, и попостојана вера. Верата е таа што најмногу ја радува човечката душа, што го осмислува и животот, и преку која ги примаме и разбираме сите тајни на животот. Благодарение токму на верата и животот го прифаќаме како дар Божји, како милост од Севишниот, а благодарение на верата ние Бога најмногу го наоѓаме во сопствената душа, во сопствената совест, во радоста од направените добри дела. Овде во храмот ќе се научиме и на воздржливост, и на милост, и на сите добродетели што треба да го красат животот на христијанинот. Возлюбени во Господа, човекот е отсјај на Божјата слава и жива слика и доказ на Божјото постоење. Кој Бога не го доживува и не го наоѓа во сопствената душа, тој Бога и никаде нема да го најде. Овој нов храм е незаменлива училница за научување на спасоносните потреби за секог од нас. Овде во храмот најлесно се научува духовната азбука, овде најбрзо се стигнува до посакуваната духовна цел и преку храмот се искачува до највисоките духовни височини. Благодарение на храмовите, на тие Божји, но и домови за сите, ние македонците сме останале тоа што сме. Нема институција, нема организација која може да се спореди или да ја замени улогата на нашите храмови и на нашата мајка Македонска црква. Некогаш, низ долгите векови на робствата, кога немавме слобода, храмовите и црквата ни беа најголемата и единствената слобода. И тогаш, кога немавме своја држава, храмовите и црквата ни беа единствената држава и татковина. И не случајно во наше време, па и во овие дни, кога треба да се упати некоја закана или порака до македонскиот народ, ја упатуваат преку ограбување, каменување, опожарување, па дури и минирање на наши светињи. Ќе подсетам на Матејче, па на Лешок, на Речица, па на Чаир, па завчера и во Сарај. Храмовите наши им се првите цели по кои нишанат гаѓајќи по нас. Време е за поголема будност, но и за сериозно испитување на тоа кон што водат однесувањата кои не се ни наивни, ни случајни. Како да се разбере палењето на знаме на некоја институција или држава, претепување на невини граѓани по автобуси и по улици? Ова нека биде и апел до сите кои што се задолжени да го чуваат редот, но и да преземат мерки против прекршителите на редот.